Добро вечер. Јас сум Васко Евтов во емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема за вечерва: второ продолжение на интервјуто со Златко Кецковски, односно десната рака на Борис Трајковски. За почеток, како американците се вклучуваат во македонската криза во престрет на тоа што се случува во Рачинов. Кога се вклучуваат американците во целиот конфликт? Како фактор се вклучи негде по вејце. По масакрот. Почеток на мај. Вие треба да заминете во Букурешт. Ние бевме другиот ден бевме во Букурешт на самит на земји претенденти за НАТО тогаш. И после тоа бевме кај председателот Буш на официјална посета, мислам. Официјална посета. Официјална. Доби Трајковски зелено светло од Буш да се расчисти со овие, да речеме, луѓе кои учествувале во масакрот, Бејце, мавровски работници, подосна карта. За никој не е расчистено. Никој. Од америчка страна тогаш само застана да го решат конфликтот. Значи, Да немаат повеќе, нели. Меѓутоа вака за време на посетата во Вашингтон се случи слободната територија на Липко. Меѓутоа, значи ние дурбевме таму. Додека сте во Вашингтон со Трајковски, значи се прогласува слободна територија во Липково. Да, премиерот Ѓоргиевски кај мене во соба се јавија за да можам да ги поврзам со председател во Пецабајле во Пецабајле, во американско време. Америчко време, да. Дека ситуацијата многу сложена, дека имаме објава на слободна територија во Липковскиот регион и дека нели председателот е врховен командант, нели, за можност за действија и како политички тоа ќе го. Со сите овие сега заедно ситуации, значи земени од аспект наводно, нели, на действија на групации со злосторнички карактер и прогласување на слободна територија, не настапивме и кај Колин Пауел во тој период и кај Буш, нели, за разрешување на состојбата, нели, се развиваат една состојба која што веќе почна да нема контрола. Затоа што Липково веќе не е тетовскиот само, него уште en фронт се јавуваат и тоа. Да кажете дека ние побаравме од американците да се вклучат во раздржување на кризата. Ние побаравме поддршка за да се справиме, меѓутоа во текот во периодот како доаѓаш уствари нови фронтови се јавуваат, ние тешко можевме да ги контролираме, не можеме да ги контролираме, меѓутоа не може да ги сузбиеме, тоа е проблемот. Што вие ако не ги разбиете во самиот почеток, тие почнуваат да земаат замав. Тоа е нормална работа. Е доста индикативен, тамо е забележано и присуство на муџахедини, на муџахедински структури, на одредени. Па имаше, видите, дека во происламистички структури. Значи имаше цела бригада ал-муџахедин. Тоа може сега од ова гледна точка и да се дистанцираат учека дека немало, меѓутоа имаше со име и презиме, со цел список, околу 100 и нешто припадници на муџахединска единица. Сега тоа ние сме го работеле како служба, не е непознато сега, не дека тие може да си се рачунаат дека си правеле некаква варијанта на ослободителни војски, меѓутоа во секој случај учествува и муџахедински единици. Липковскиот фронт составени од овде, од домицилново население, значи да направиме разлика дека не. Тие ни се јавуваат сега и по овие хуманитарни организации. Тие луѓе што беа таа единица муџахединска, сега можеме да ја видиме овие хуманитарни организации. Па видите тоа кои делат помош по деца без родители, тука со саудиски, со арапски пари. Само да ги смени облеката. Нотирано беше дека оџата од Слупчане е како и денес, што се точно знае дека е почетокот на јавување на вахабизмот во Македонија и учењето на вахабистичкото движење. Тоа е тој кумановски крај. Тоа е Слупчан. Од Слупчане таму се развива. Тоа е од тој регион и од тогаш до денес е од таму почетокот, нели, на така да не е изолиран тој факт. Овој што беше во диво населје, настанот, лагат од Гнилане,
се стационира до Липковскиот, каде Ступчани и некои други места и подосна влагаат во диво населје во Комано. Значи, тоа е тој потек кој во диво населје имате дел од гарнитурата која што влегува и од српска страна. Влегуваат од Прешевскиот регион. Значи еден дел од нивната структура влегува и од Прешевскиот регион. Тие луѓе кои ги има сега во диво населје, вие ги знаевте и во време на кризата 2001 година, некој се спомнува? Таа е група која што е позната генерално и после конфликтот не се расформира како во воена некаква структура и действуваше во целиот овој регион каде што албанциве се население и кај што имаат политичко влијание врша рекет, значи без разлика кој е на власт, дали е ДПА пример во Македонија или е ДУИ, и во Косово исто така и во Прешевскиот регион во Србија исто така. Прешов, Медвеđ, Бујановац. Да, таму кај што албанците, нели, ги држат локалната власт, ја држат албанците. За да не се случуваат конфликти, да не прават проблеми кои што понатаму ќе им се рефлектираат во секојдневието, тие вршат рекет, класичен рекет на политичарите. Од Липково. Зато никој нема до сега реагирано од аспект од политичари во регионов. Кој реагирал на акцијата за диво населје? Никој. Значи од Липково конфликтот се сели во Рачиново, тука веќе Крещендото. Да, значи тоа е исчистена територијата. Имаше исклучително добра акција на полицијата, на армијата во Липковскиот регион. Значи збришени. Целата таа гарнитура и структура беше разбиена на УЧК во Липков. Тука и нашите. Меѓутоа од таму се преселија во Никуштак. Тоа е Никуштачкиот регион, Никуштак кон Рачиново, нели? Од Липково, Слупчане, Оризари, Никуштак па Рачиново. Прва пауза за реклами, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме со вториот дел на нашата емисија. Повелете, комшија. Повелете, комшија. Молам. Биокрил Актив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив, клинички испитан производ. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Do you feel like this? Do you really feel like this? I feel love right now. Can you feel like this? Can you really feel like this? 'Cause I can. Винајко German Lemonade. Сите кои ги следа тие активности во Рачиново, ќе ви кажат една приказна која е поприлично интересна, дека главни во тоа што се случува во Рачиново од албанска страна се две жени снайперистки со потекло од Хрватска. Јас сум сега во некои преговори со одредени колеги од Хрватска и се надевам дека барам една од тие две снайперистки се уште живи и дека би направил едно интервју со нив. Меѓутоа тоа што се случува во Рачиново е нешто што стана како рак рана на македонската сегашност и тоа што се случуваше во минатото во Република Македонија. И што е суштината на Рачиново? Победивме,
а не спречија до крај тоа да го направиме или бевме немокни да влеземе? Бидејќи има мноштво на приказни. За Рачинова Вие зборувам. бевте, вие бевте дел од, ајде да речеме, луѓето кои најмногу знаат за Рачиново. Што де факто се случуваше во Рачиново? А Рачинова ни даде одврзани раце. Значи ни даваат одврзани. Значи, после завземањето на УЧК на Рачиново како територија, се нотира дека, или се констатира дека ваздушната линија помеѓу Рачиново и Собрание на Република Македонија е околу 4 километри. А дејствувањето на 120 милиметарски минофрлачки оган е околу 4,5 километри. Значи, слободно може да се гаѓат институциите. Од Рачиново. Од Рачиново. И како добра легитимна цел и основ, бидејќи веќе Рачиново се сметат за закана врз државата и институциите на државата, значи не се работи за Липково кое што е нели километри, него веќе во предворието условно на државата. Со тоа што во тој период се открија и Гази Баба ровови кои што беа копани, значи тие се беше планирано да Во Скопје да се влези полека од Рачиново во Скопје. Ако почнеа да влегуваат во Скопје како структура, ќе настанеше класична граѓанска војна. Бејрутско сценарија, И сега и ова не им одговараше нормално на меѓународна заедница, бидејќи веќе долг временски период Македонија бараше да прогласи вонредна состојба или воена состојба. НАТО и Европска унија исклучително многу се противставува на тоа барање. Ние за да прогласиме воена состојба требаше да бидеме нападнати од некој. Според уставот. А на нападов се случи од Косово. Така го истретиравме. Ако се случи нападов од Косово, тоа значи да сме нападнати од меѓународна заедница и тука настане еден така дипломатски лавиринт и затоа не е прогласена војна состојба. И ако се бараше се прогласи вонредна состојба барем на дел на територија на Република Македонија. И сега значи ние добиваме зелено светло. Ние добиваме зелено светло да во рок од 48 сати се справиме со групата која што е стационирана 48 часа. Кој дава зелено светло? Солана? И Солана и Робертсон. И Робертсон. Зошто не се справивме ние со таа група? Лош план. Недоволно енергично се настапи во Рачиново. Значи ние тие 48 сати ги прокоцкавме. Не успеавме. 48 сати, јас дури во петокот са бајле слегов на Брњанци, на позиција, кај специјалните единици. Дури со тешки борби таму, јас се извлеков од позицијата, која што беше на крајот на почетокот на Брњанци, на крајот на гробиштата на Рачинова. Нити имаше абера околу 11 сатот дека може да се часот да се тргне да се чисти регионот на Рачинова. Добро, тие приказни, бели знамења, мафтале со Тоа е во недела. Имаше Во бели недела, знамења. бели знамења имаше. Значи петок ни се дада Значи зелено петок светло. 04:00, меѓутоа 48 сата се Значи, недела треба 04:00. 04:00 во недела почви интензивен артилериски оган кон Рачиново. Значи шампиони ви ги прокоцкува 48 сати и кои стекува 48 сати, тогаш настапи почнува тоа акција која требаше да ја прават Значи, претходно. интензивен артилериски оган од сите орудија. Од кој ни стекува мандатот или рокот. Не е дека не сме можеле ние. Значи само сака да кажете, ако така се трнало 48 сати претходно, ќе сме влегле Ке влезевме во Рачиново. Сум сигурен јас за тоа. Кој го блокираше тоа? Значи некој од нашите, Видите, значи полиција или армија? не да го блокирало, како да ви објаснам. Мислам дека планот кој што го изработија не беше доволно квалитетен во тој период.
А имаше ли бели знамења? Че некој За почнува... накрај, ако видите вие дека треба да действувате со сите орудија во недела, а не сте действувале во петок, Петок. и да дојде резултатот постфестум, значи Со бело знаме. со бело знаме, тука не треба да си генерал на армија, то треба само да ги видиш и да ги анализираш работите. Треба си каплар за да видиш како функционира. Иначе армијата од друга страна да ти доближам не беше составена од ВМРО-вци или не постоеше то. Постоеше, меѓутоа рачунете дека командант на тие здружени сили беше Стојановски, кој што беше кадар на Црвенковски. Тој беше на Сдружените сили. Да. Генерал, него го прогласија генерал за генерал бригаден по наредба на Борис Трајковски, Тој беше а по барање на Црвенковски. тој беше задолжен за овие Здружени единици, полициско-воени, да. што требаше да влезе тој рачино. Да. Не само ова рачино, него општо за да има заеднички единици кои што нема да бидат нели вон делегирани од две различни центри, него од еден центар. Што не кичко се сакате да кажете дека во рачино сме можеле да направиме тоа што Можевме, требаше да. да направиме, Да. само поради некои наши недугавости тоа не се направи. Точно така. Не дека не знам колку јаки единици имало. Колку таму? учекнуваме 70 луѓе беа. Па незначителна бројка. Кој беше главен таму? Албанците викат не беше командант Хоџе, некој бил некој друг главен велат. А тие меѓу себе има командантите некаква Суета. суета, ама од овој аспект гледано од наш сега страна, незначително е тоа. Во Рачиново не може да барате поразени и победници, бидејќи тие дигна бело знаме, значи се поразени. А ние не влеговме внатре, значи пак сме поразени. Ние влеговме внатре од кога ги исчисти КФОР. Имаше ли американци? Американски генерали внатре, британски генерали. А митето сега, дали имало или немало, Луѓето велат имал. луѓето вела да ги имало. Не само луѓето овие, премиерот тогашен министер за внатрешни работи. Сега има се постават прашање зошто КФОР воопшто дојде да ги извлече, да речеме. Со сето можно тешко наоружање. И сега моите да ни анализират. Клучен играч во решавање на таа криза околу Рачиново е Питер Фейт. Тој човекот кој подосна беше прв човек на таа администрација на Брисел и на Европската унија во Косово, а некаде пред 2 месеци се спомнуваше како играч кој треба да направи надградба на рамковниот договор во рамки на Република Македонија. Всушност, тој е човекот кој му се заканува на Борис Трајковски дека македонските сили ќе бидат бомбардирани ако не прекине акцијата околу Рачиново. По Белви што се случува? О Белви зборуваме за кој ден. Па денот. Предходно Белви имаше штаб некаков, па на трети, на пети спраат, имаше, не знам, за војниот, овој за државниот врв место, кај што може да обсервираат од тука. Што се нели, случува во како се Рачиново? одвиваат работите малце така. Ајде да речеме, не знам, филмски. Меѓутоа, Ко треба се? не течеше кој што требите. Кога требаше да се подпишува примире во Рачино, што се случи у Белви? Вие го носите Питер Фейт таму. Фейт во недела за Бајле, Кога истекува 48 сати. да дојде во кабинетов на председателот. Во меѓувреме се јави Солана, беше тргнат од Брисел кон Скопје. Аеродромот во Скопје беше затворен за летање, бидејќи се действуваше од Зајчев Рид во таа страна, значи да не го мешат, има 2 Зајчев Рид во Да. Скопје, едниот над Катланово. И гранативе нели прелетуваат аеродромот, така да забранет беше за летови. Меѓутоа Питер Фейт беше дојден кај председател да со барање дека македонската страна во рок од 48 сата не го заврши дејството и дека според договорот треба да има прекин оган во тој момент. И дека мора да се престане со дејствување, во спротивно ќе има санкции, мерки кон македонските безбедносни сили и држава. Тоа беше она закана Заради дека непочитување на договорот кој што беше предходно
Тој не е писмен договор, меѓутоа во секој случај во Устен. јасно нема Тоа дискусија. на захана дека ќе делува НАТО врз нашите сили ако не биде прекинат конфликтот, бидејќи во рок од 48 сати не беше влезено во рачинова. Исклучително оштро беше представеното. Значи и кон председателот и во Од страна Питер. точно се сеќавам ја на моментот дека и мене ми рече ти лично да го носиш во рачина, во Белгија. Белгија. Значи вие лично го носите Питер Лично, да. Да гарантирам дека ќе стигне таму. Жив. Да. И така е Иако малку не го посакував тоа. да стигне жив. Да. Значи тврдо настапа кон Трајковски. Тоа е кон Македонија. Или ќе прекинете или ќе бомбардираме. Па добро, можда не е бомбардирање, али така. Меѓутоа сега од овој аспект кој ќе го гледате, тоа си биле во право. Ако имате договор вие дека ќе исчистите за 48 часа, ако наредбата била за во рок од 48 часа и вие не сте успеале во рок од 48 часа она кое што мора да го направите. Не може да не завземете вие едно село во рок од 48 часа. Со сите капацитети на армија и на полиција. Со тенкови, со хеликоптери. Со сите капацитети. И за ништо не ни дадоа забрана. За ништо. Не. Да речеме во некои региони ни дава забрани. Тие ако пукале, ако действувале со лесно оружје, учака требало и ние да действуваме со лесно. Овде не. Меѓутоа овде не ни дадоа таква забрана. Да не идеме искрени. И така, значи И не разрешена. можете вие како сега видите кога ќе немате доволно информации, може да носите заклучоци кои што лошо ќе ве водат. Меѓутоа ако седнете и се договорите со Светов дека вие во рок од 48 часа ќе го Решите. исчистите тоа, не? И не го исполните тоа, после нормално дека ако е некој голем брат и ви рече та имаш 48 часа, ти почнеш на 48 час да действуваш. Тоа не е сериозно. Па не сериозно, нормално. И туку доаѓаме до суштината на селна што се точуваше 2001 година или срцевината на таа војна криза. Прашањето на сите прашање, дали имаше обид за државен удар, обид за убиство на Борис Трајковски и неговата фамилија. И станува ескалација на криза. Луѓето влагат у собрание. Да. Што е? Го барат кривецот во Трајковски, уствари Трајковски нема врска со тоа. Како да ви го тоа објаснам? Кој го организира тоа? Тоа е прашањето. Вела спонтано. Знаете таа маса Не, видите, се вака, ја бев шеф на безбедност. на Трајковски. Јас тоа го видов во дека некакво дејство ќе имат на кај собрание многу порано од тоа што се случи. Значи негде околу 5-4 часот од прилика после ручек дојде една малечка единица на некаква резервна полиција со калашникови. Со калашникови. Да, со калашникови на нив да протестираат. Пред Кој дошол собрание. да протестираат пред собрание со Калашников. наоружан. Ја наредба дадо во моментот да се све да се евакуираат. Прво узбуна на целата единица мојата, што броеше 75-6 души, значи тоа не беше мала структура. Што го безбедува. Да, во секоја. Значи ја имам 75 души под своје, целата вила, целиот кабинет, све она што подразбира председателка на институција. Имавме узбуна, ги извлековме сите можни капацитети кои што ги имаме од на располагање. Исчистивме нашите простори во собрание. Направивме траса за да се извлечиме уште во 5 сата. Значи уште 5 сати излечен Трајковски. Не извлечем во 5. Меѓутоа имавте подготвено. Јас го имав подготвено комплетно терено, бидејќи не ми беше тоа све многу мене чисто 10 дена, дојде една така десетина со калашникови и тоа малку. Имаше состанок на председателот со премиерот и со председател на собрание со вон парламентарни партии во собрание во тој период. И јас инсистирав да се прекине состанокот и да се извлечиме во вила. Ова е околу 5 часа. Да се вратиме дома, да речеме.
и ме послуша Трајковски. Го прекинавме состанокот. И така е, дојде, се сеќавам со нас, се извлековме, прво отидовме во кабинетот кај нас и веќе од, да речеме, 200 или 300 луѓе, веќе беа направени 3000 можда. Доле, пред Да, собрание. пред собрание. И гледаме од кабинетов на председателов со премиеров заедно, со стојбата долу и мене премиерот ми вика да го парам Бошковски на телефон да дојде да смири толпава, нели, да разговара со неа. Меѓутоа, за да можам ја да имам директна некаква увид на настаните, а испратив од мојава служба четворица во толпата, да се измешаат, за да можам да знам што се случи уствари на долу на те. После 15 на минути дојде Бошковски и ми јавува дека пробиене кордонот. После тоа, по снимките, уствари кордон не пробиен, него се повлечени полицајците. Значи никој дава наредба да се повлечат полицајците. Да, меѓутоа нападнат е Бошковски. Да. Директно. Значи, не може да дај тој наредбата, ако ја дај тој сам себе Да се нападне. Да се нападне, настане една голема мешаница и хаос тука. Него го извлекуваат во собрание внатре, меѓутоа во ист момент една структура внатре, ова која што претходно беше дојде на предсобрание, со калашникови му претит на внатрешното обезбедување на собрание. Значи, како го извлекуваат Бошковски внатре, ја затвораат вратата, меѓутоа го кршат стаклото и под закана на ликвидација да ја отворат, бидејќи вратите се добро заштитени од овој аспект на закана, да речеме. И тука се отвараат вратите. Ние умеѓу време добиваме информации, го извлекуваме трасата за да се извлечиме. Беше готова, се спуштивме долу, меѓутоа и Андов и Георгиевски беа тука. И тие во иста таква паника, пошто веќе неконтролирана толпа на луѓе кои што беа наоружани влега во собрание. Ако малку нашево обезбедување, да речеме, вака кога ќе го размислувате од овој аспект, јас имав на располагање околу 30 волци од специјална единица на армија. Ако тргнев да го заштитам кабинетот и председателот во вакви дејствувања, ќе имаше тешки последици. Ви како со возило ги извлекувате? Ја го извлеков, го оставив кабинетот. И со возило ги извлекувате? Да, не влегоја во кабинет директно во канцеларија кај председателот. Искршија дел од кабинетот на кај шефот на кабинет, секретарката и така натаму, меѓутоа не влегоја кај председателот во. Не знаја, пошто ги исклучивме струјата. Исклучивме струјата на повлекување за да нема, дали беше 7 или 8 сатот веќе. Меѓутоа сакам да ви кажам, ако мојата задача беше тоа да се одбранам јас институцијата, ако тргнем да бранам институцијата од луѓе наоружани кои што влегле во собрание, ќе имаше тешки последици, значи сигурно ќе имаше 10 на 15 мртви, пошто тоа се рачуна како Обид за државен обид за државен удар. Кој стоеше по вас? За тој, ајде да речеме, обид за државен удар. Има следствено на ова сега. Ние се извлековме во без проблем до вила, меѓутоа ми јавува дека толпава веќе после 15-20 минути тргна кај водно. Кај вилата? Да. И јас бе приморан во рок од 15-20 минути да се евакуирам од таму, комплетно. Значи да евакуирам и семејството и председател како институција. И каде ги носите? Прво припремив семејството и го испратив за Струмица, за подоцна да председателот Мусеев на Панде Петревски му го прашав според воениот план
која е зградата за евакуирање на председателот, бидејќи немав можност во тој период, немаше хеликоптерите, нема ноќна навигација. И морав да одам со возила. На Панде му се јавив на Пентрески, му викам кадај ми ја воената, пошто има воено распоредување. По воено распоредување кај припаѓаат во гардиската бригада и ние по пат, значи прва дама со семејство ги испративме на Струмица, а ние тргнавме за касарна Илинден. Во меѓувреме по патот додека се движеме, без ротациони светла, без означување, без ништо. Нормално, бидејќи условно ние констатиравме дека може да заклучиме дека и од страна на резервнава полиција сме нападнати. Ме сваќате? И вие во истиот момент не знаете кој ви е непријател. На секој пункт кај што поминувавме, мои припадници ги отстрануваа полицијата од пунктовите со репетирање на оружјето и да одбијат од оружје полицијата. Не знаевме дали ќе не ликвидираат или не, како да ви го објаснам. Иначе ги носите во касарна Илинден. Ја го носам председател во касарна Илинден. Вечерта, после 2 сата, мене ми се јавуваат од Струмица, од полициската станица, дека имаат известување од страна на државната безбедност, дека е поставени се бомби во домот на Трајковски, во домот на Вилма Трајковска и во Колешино и во црквата протестантска во Струмица. Значи државна безбедност. Преку државната безбедност во станица Струмица. Тој е индикатор дека овој податок не е досега во јавност експлоатиран. Ова е за нас, за мене беше индикатор дека некој планирал дека Трајковски ќе се извлечи према Струмица, бидејќи за Охрид во тој период нели е Тетово Гостивар забранет регион, а за да се извлечам ја за Охрид треба да одам преку Битола. Ако веќе тргнам преку Битола за Охрид, тоаш најдобро би ми било да одам во Струмица, нели поблиску ми е, неголи. Некој го планира. Значи тоа е сценарија веќе. Јас тука исклучително е до сега ова никој не ми го поставил прашање, нити сум го констатирал. Тоа беше планиран државен удар врз председателот. Можеме ли да кажеме кој? Има ли индикации? Немам такви информации, меѓутоа дека е организиран државен удар, е организиран државен удар. Затоа што мене сакаше некој да ми го блокира одењето во Струмица. Никој не планираше дека во Илинден јас ќе го евакуирам во Илинден. Никој. Веќе нападнате Бошковски доле од толпата. Да. Лјупчо Ѓорѓиевски, Андов се на состанок и нив ги извлекувате. И тие беа во исто време тука. Со нас беа заедно. Значи, тука и Трајковски. Да. Значи, државниот врв, али да речеме и полицискиот врв, се тука. Да, нападнати сме со луѓе со оружје. Со оружје. Значи, ние не сме нападнати од разгневена маса која што може да се исконтролират со браници на полиција. Не го збориме со калашникови се пукаше во воздух. Точно, значи, тоа сакам да ви кажам. Од балконот на кабинетот на председателот. Нешто што е друго индикативно е овој момент, ако размислувате безбедносно. Ако мене после 1 час или 2 часа од овој момент, додека прва дама е на пат со семејство за Струмица, известа дека во Струмица се поставена бомба на 3 локации. Тамо кај што треба да биде. Да, значи ја треба, ако во случај сум тргнал со председател на кај Струмица, јас сум нигде. Нема. Како да ви го објаснам тоа? Значи, вие тргнувате према Струмица, а умеѓу време јавуваат дека имат бомба. Нема кај дојте. Јас не можам да дејствувам, не можам да стигнам додека не ми се јават дека е одстранета опасноста на бомба. Ако е една позиција, мојата
моето КДЗ, таа контрадивизија, ќе го исчистит, меѓутоа мене ми ја уате за 3 За 3. локации. Значи, она мука што можда би можел да одам ја. Ако ми јавите за бомба во Борис Трајковски куќата, јас ќе одам кај Вилма. Ако јавите кај Ако Вилма, ќе одам во црква. црквата. Мене за 3 локации ми ја Трите што беа предпоставени дека може. Сега замислите ако јас сум тргнал со претседателот према Струмица и сум се нашол во тој момент меѓу Штипи и меѓу Штипи и Струмица. И вие ми се јавите мене дека има што ќе правам. А кај сум во суштина со институција, а нигде. Во бегство. Така. Тоа е оној момент кој што мене ми дадат индикатор дека не може да не е то Обид за државен удар. дека не е организирано. Тоа е организирано. Кој го организирал, немав ни јас после тоа нити можности, нити начин да го тоа откриам. Како да ви го тоа? Но сомнежот остана. Останал до крај. Мислам, ја без разлика на сета ситуација, ова е факт кој што се случило, ова не е сега некои моменти се достапни да јавност, меѓутоа е помина 15 години, треба да се знае јавноста како се одвивале работите. Во друга страна, првата дама ја пренасочив јас во Дојран и така то заврши, ние останавме во Подоцна излекува. 3 дена останавме во Илинден. Илинден. Го излекувате подоцна семејството на Трајковски надвор од Македонија? Да. Има информација дека во некоја држава, ајде да речеме преку. Па видите, Ајде да не вака правиме имаше некој фетиш. веќе овој момент беше индикатор дека некој сака да го ликвидират претседател. И за таа цел не би штедел ни семејство ни така натаму. Јас морам да направам. Да ги заштитите. Па нормално, видите, тоа ми беше мене задача. Семејството е односено во Велика Британија. Надвор од Македонија беше во еден период на 2-3 локации. Каде? Преку турци? Како ги носите? И како се носи, например, не мора да кажете каде, како се носи, како да не биде забележано, например, доаѓате тамо, не знам, на Хитроу или на Гетвик во Лондон, како? Или Берлин. Или Берлин. Како може да не биде евидентирано? Значи, има ли некоја процедура? Добро, има начини, нормално. Има така? Па нормално, то зборуваме сега за ова не е во институција, Ова е државен институционално, ова е нормално семејство на дека председател. па јасно да нормално сега. Втора работа во тој период имав исклучително добри комуникации со скоро сите разузнавачки служби. Со ми, 6, например. Со сите. Со сите, значи не без исклучок. Че никој не кеше да се разреши. Руската служба не беше активна во тој период Не и беше. не интересираше ништо. Ништо, Меѓутоа макар. западниве служби, вклучувајќи ја и КФОР, да речем, имаше многу добра развиена разузнавачка служба во Косово. Така, НАТО безбедносната структура. И сите останати разузнавачки служби кои што ние сметавме дека се пријателски. Сметавме. Кои што ние сметавме дека се пријателски. Има работи за кои македонската јавност воопшто не е информирана. Например, само влакно фалеше да не биде распишан референдум 2001 година и на тој референдум македонските граѓани да се изјаснат дали се за или против рамковниот договор, кој изврши притисок врз Борис Трајковски зашто воопшто не се отиде на еден таков референдум. Референдум требаше да биде распишан за рамковниот договор. Да. Се расправа да биде распишан референдум. Да. Зошто не е распишан референдум? Голем притисок од меѓународната заедница. Прифати Трајковски да распиши референдум? Значи, видите, ако се распишеше референдум, 1,000,000% беше можноста да не пројде. И немаше да пројде. Така. Да. И во таа една ситуација вие имате продлабочување на кризата, уствари. Рестарт, да речем. Но тоа Трајковски го направеше херој, а не предавник, например. Па да, меѓутоа во секој случај да, имаше дојде, се размислуваше, дури Ѓоргиевски инсистираше да има референдум, па не се слагаше со потпишување на рамковниот договор, имплементација и така натаму, Ѓоргиевски до крај не се согласуваше. меѓутоа Трајковски беше под исклучително голем притисок. Од кого? Меѓународна Од земја. меѓународната заедница. Сега видите, вие па она не го расчистивме ние. Ние баравме можност да расчистиме кризата.
влегувавме све подлабоко и подлабоко. Се јави меѓународната заедница, исто како и во денешниве случувања, да ја расчистат кризата. Ако вие не можете да расчистите, тие ќе дојдат, ќе ја расчистат кризата. Како и денес. Исти се Значи, луѓето. ве оставаат во еден период, ви даваат некои 2 месеци, можда 100 дена, еве, не знам да карикирам. Меѓутоа, вие ако ве видат дека сте не способни да се справите со неа, тие ќе дојдат и ќе почнат да расчистат кризата. Кога ќе почнете да расчистите кризата, Тоа видите, треба да расчистите. мене ми е то ми е специјално за справување со кризи. Ви ако не ја расчистите кризата во почеток, таа зема замав. Кога ќе дојде некој да ја расчисти за вас, тогаш во секој случај двете страни се незадоволни од тоа. И треба да правите што ќе ви речат. Значи ти не можеш да се да бараш некој да те расчисти кризата, а тоа расчистување дој само во твоја полза, не може. Таков начин на расчистување Нема. на криза нема. И нормално дојде меѓународниот фактор и тука се случија, не знам, договорот од 7 јули за нели имаше договор од Така е. 7 јули за границата на дејствување, па тука почна веќе рамковниот договор да се крчкат или некаков договор и така натаму, така натаму. И од 7 јули натаму инцидентни воени дејствија имаме ние. Се случи Карпалак, меѓутоа сега викаат на рефлексија на убиството на командантов на УЧК во Чаери и дека тоа е рефлексија, па ваму се случи Карпалак, ваму се случи убиство на командантов, па се случи Љуботен, па имаме Љубанци, па Љуботен, нели? И тоа е след на настани кои што не можеше меѓународна заедница да ја контролираат. Сваѓате? И рамковниот договор под притисок е потпишен, а не е даден референдум. Референдум не е даден. Лупчо инсистираше, Борисо согласи за референдум. Што инсистираше, да. Има и неколку средби Борис меѓу не Лупчо. дека не сакаше, како да ви го објаснам. Не, Борис тоа? сакаше, меѓутоа беше под притисок. Меѓутоа беше под голем меѓународен притисок држава воопшто. Иначе можете да излезете од кризата. Вако од сега кога ќе го гледате, немаше друг излез од кризата. Добро спомен, Хецковски. И покојни Трајковски, и покојна Доста Димовска, и Лупчо Ѓоргиевски, во сите изјави, сите разговори, неформални, формални средби, после криза 2001 година, велат ние бевме нападнати од Косово и Косовски заштитен корпус. Да, КЗК, класичен. Како е можно? Како некој им дозволи на тие Па луѓе? видите, бидејќи значи, јас... Тамо од 99 година Србија веќе не беше присутна. Беше Не, присутна тој- меѓународна заедница. Здружени сили, не меѓународна Тоа е заедница. протекторат на Обединените нации, не меѓународна за Обединените нации. германски, британски, француски, американски. Имаше еден сегмент, пункт тамо кој што има руски војници, но тие не беа на граничната линија помеѓу Руските Косово војници беа на аеродром. околу Приштина. Да. Како е возможно? Значи ние бевме всушност нападнати од КЗК. Казак. Значи во 2 наврата имаме ние директен судир со КЗК. Значи не со УЧК. Едно Радуша, Значи Радуша имаме ние класичен напад на Косовски заштитен корпус. Не е тоа структура на УЧК. значи структура која денес го трача да кажам. превесни во Косовска армија, Косовска полиција и така. Не бе, денес, и тоа беше многу Агим Чеку, интересно. генералот Агим Чеку беше Чеку, да. Ама Значи, дел од овие структури тука дури он не признава дека овие екзимострени компанија били во некакви, ајде да речеме, формациски комуникации, биле дел од тој Косовски заштитен корпус. значи тие УЧК се представуваше како воена структура со некаква командна субординација која што представуваше команден кадар, нели, во хиерархија. И за да може да стане фактор за преговори. Од тие причини се бригадите, се 112 командантите, сутрина. се и така натаму. Иначе не може да е фактор релевантен за преговори по меѓународниве стандарди. Значи, цело време се Иначе тренирани. дека тоа било некаква стратегија и Се командување снабдување. и не знам што, тоа е така вака. Доаѓа од Косово, Ќе влезе, тие влезеа, ќе направиа ујдурма да речеме на И ќе се вратеа. И ќе се вратеа назад. Тоа е Тоа е конфликтот во Тоа е Македонија. така, тоа е конфликтот во таков начин. Направење на инциденти.
По мене, најголемата победа на македонските вооружени сили во таа војна 2001 година е тоа што се случи на крајот на војната во делот на Радуша. Всушност, клучното прашање кој треба да се постави ке Радуша и да се побара одговорност е фактот кој им дал наредба на македонските хеликоптери да полетат, да дојдат до Радуша, а да бидат невооружени. Радуша. Тука значи велите една, ајде да речеме офанзива од нивна страна, потиснато од Таа наша е, ми се страна. чини Радуша вага Кај што една... директно, еклатантно може да се види учество на косовски заштитен конкурс. Значи, таму е типичен фронт. Значи, фронт онаков каков што може да го замислите вие во партизанските филмови, да речеме, условно вака. Со јуришање, со дејство на пушко-митралези, на жива сила со жива сила, во многу блиска. Јуришење од таа страна. Да, така да напаѓат КЗК со некои 600-700 припадници. КЗК напаѓа со 607. Значи, КЗК во униформа на КЗК. Овие не се не се ни кријат. не се ни кријат, границата отворена и сега горе кај наша сила е негде околу 70 на луѓе кои што се заглавени во моментот и немаат можност да се извлечат од позициите, бидејќи е блокиран патот со превртен транспортер има. Значи наши се 70, нивни 607. 600-700. Кои напаѓаат. Во... Сизино, зашто сакаат? Тоа веќе е горе-доле при крај на При крај, конфликт. меѓутоа е победа, нели? Сакаат победа. Победа. Многу значаен момент е тоа. Војничка победа. Војничка сакаат. победа. Не на зелена маса, туку војничка. Војничка од аспект не на заседа и на него фронтално, нели, за вземање на Да територија. покажат сила, дека Така. еве можеме кога сакаме. И Радуша што се случува? Уствари, таа е една долга битка, значи долга битка која трае со часови, не е то краток период. Во армијата, беше побарано од армијава да действуваат воздушно, бидејќи полицијава нема таква можност и нема такви. Бучковски е тоа. Бучковски беше министер за Одбрана. одбрана и во еден момент хеликоптерите полетаа од аеродром, меѓутоа и стигна до Радуша. Надлетува над Радуша, меѓутоа не действува. Не действува од аспект што не наоружени. Значи летат хеликоптерите не Не наоружени. наоружени и не действуваат. Значи во истиот момент вие имате една ситуација да нашиве сили кои што очекуваат воздушна поддршка, бидејќи 1:10 малте не се движит. Со односот на терена. Односот тие за една група на луѓе кои што херојски си ја завршија работата на Радуша. Тие сите до еден учесник од херои да прогласат. Значи хеликоптерите Летат невооружени. невооружени. Кој може тоа да го направи кој грешка? Може ли да е ненамерна грешка таа? Значи, во наредбата дадат министерот за одбрана Наредба да полетат. да полетат ненаоружени. Бучковски дава, значи да полетат Таква информација имавме ние дека се тајна е наредба, меѓутоа да не действуваат. За да не действуваат се ненаоружени. И не е дури ни действувани врз нив. од косовска страна. Не од Косовска, него од овие што од борци нивни. Мене на телефон ми се јави, ова беше негде околу, не ме држите за збор, мислам дека околу 4 или 5 часот после ручек, 6. Борис беше дома кај мене. Недела е овој ден. Или сабота. И ми се јави на телефон Роберт Љушев од кабинет на премиерот. На Лјупче Ѓоргиевски. И ми ја представи ситуацијата и ми кажа дека горе се 70 на наши луѓе кои што очекуваа поддршка од воздухопловство и дека таква нема добиено и дека ако не ја добијат сите ќе погинат во Ќе екзекутираат. бидејќи не можат да се извлечат никако. И јас се јавив беше Стамболиски тогаш,
на телефон. Методи Стамболиски. Да, на телефон. Началник на На генералштаб. генералштаб му се јавија на телефон веднаш и дискутиравме околу оваа ситуација. Колку беше запознат, не беше запознат, нешто со таква една недоумица. Меѓутоа, јас, тука беше председателот, му дадов насоки како да действува. Значи, баравме авионите да действуват, бидејќи немаше време хеликоптерите Да се вратат и да се кренат да уште. се кренат и наоружани, да действуваат авиацијата. Тие 2-4 сухои што беа. И дури преку Роберт Ључев добивме и котите. Значи, некоја индиректна комуникација дури со армијата. Значи, на кои коти треба да се действуваат? На Радоша. Па преку влада, преку нив, кај нас во директната комуникација, па ние на генералштаб, побара председател му одобри наредбата веднаш. Затоа ви кажувам во теков на целиот разговор дека многу негативна кампања е спроведена кон Трајковски, не. И летат Сухоите и Вика, тамо завршуваат работата многу прецизно и во моментот по нивното действие веднаш прекинува битката. Веднаш. Се повлакат овие откази. Веднаш се повлекуваат, веднаш. Значи, како действуваат авионите, изфрлени се ракети. Има информација колку се загинати, пошто нели оние што се. Значи, Ајде да речеме тие ги кријат обично, ги Не кријаа врза. жртвите. Генералните жртви се негде околу 700-800 илјада. нивна, од нивна страна. Не на Радоша, општо. Општо. Значи, на Радоша се мисли дека негде се погинати над 100-150. Вела дека авионите пепел направиле. Изфрлија ракети од водно, ние ги очекувавме, од тамо живеев јас за Вталиџе тогаш. И дури и ги видовме кај што ги изфрлија ракети. Значи одводно Од водно ги пуштат. Да. И некој Така значи заврши Радоша. Какво било тоа интервју со десната рака на Борис Трајковски, Златко Кецковски, ако не го поставиме прашањето дали Борис Трајковски 2004 година, пред тоа што се случи во Мостар и таа хеликоптерска, односно авионска несреќа, се плашеше за неговиот живот. Последен пат се слушате со Трајковски 4 дена пред она авионска несреќа во Мостар на 26 февруари Да. 2004 година. Да. Се плашеше ли за својот живот, бидејќи има индиција од луѓе кои му беа блиски во тој период дека се плашал дека нешто може да му се случи? Јас се видов со председателот некои 7 дена, да речеме, прека 10. Пред тоа што се да. случи. Не беше расположен. Не беше расположен. Имаше некои индикации. Така би го формулирал. Дека не беше расположен. Чудни работи се случува, господине Кецковски. Поминавте тамо од тој период некаде од 2000 година по 2004 година, некои работи кои човек во наводници нормален не би поминал за цел човечки живот. Па, видите, во 2002 година една се јави Ана, како некоја радикална група наспроти Учака, нели? Ана. После беше Гафур Адили. Да, като е Гафур Адили. И објави едно комунике со листа за ликвидација на луѓе припадници на Министерство за внатрешни работи. Покрај сите, нели, бев и ја на списокот за ликвидација и за волја на вистината после промена на власта, на мојата позиција дојде Фатмир Дехари. Фатмир Дехари беше командантот на масакрот во Вејце, денешниот градоначалник на Кичево, кој што јас во мојата работа во државната безбедност беше еден од тие кои што треба да се најде, да се апси, да се на било каков начин да се санкционира. И се ако ќе дојдете во една таква ситуација, вие да ве промени човек кој што го гоните уствари против
заради војни злосторства во суштина, да ве замени на таа позиција. Вие се наоѓате на листа за ликвидација, а мене ми дадоа решение за Тетово. Во тој период Да видите инспектор од Тетово. две решенија беа даени во кризниот регион и тоа јас колку што се сеќавам, мислам дека мене и на денешниот директор на Државна безбедност. И јас бев приморан да дам отказ во тој период, дадов отказ од Министерство за внатрешни работи, меѓутоа продолжи тој притисок. Тоа Хари Костов го прави. Тоа беше веќе Хари Костов министар. Хари Костов беше министар. Веднаш, јас сум човекот кој што Хари Костов е единственото име кое што го кажа за после промените во МВР на првата пресконференција е моето име. Да бидете прераспореден. Дека сум прераспределен во Тетово. Да бидете глине голуб што се вели. Да, и тогаш имаше голема една дискусија во јавноста. Јас сум во тој период многу разочаран од македонскиот, условно некој дел од населението. Имаше во јавност дека така, малку со ситење дека ако добро е, треба да се пуштат, нели, тие Ко сакал да се бори, нек се бори сега во Тетово. Тоа беше. И меѓутоа, еве нешто што не го знаат јавноста, ја бев под континуиран притисок не од страна на власта се за волја на вистината. Иако бевме малку маркирани, меѓутоа притисок од страна на албанска структура. Од УЧК. Да, значи Бевте следени и вашата куќа. од Државната безбедност, меѓутоа тоа не значи дека моите контакти се замрзнати, нели? Нешто што е непринципиелно е тоа што при размената на одењето од функција и доаѓањето во безбедносните служби, тоа се прави под некој канален ред, нели? Тоа не се случи. Меѓутоа, притисокот до 2004 година траеше, ја бев континуирано под притисок. Јас, моето семејство, исклучително тешка состојба безбедносна зборува. Знаете дека ви се спрема атентат. Дека е следена вашата стравувате дека секој ден може да ве ликвидираат. Дека се прати вашата кола. Ако и автомобилот, ја живеев во барака тогаш, вака многу ноќи неспани, за да можам да се дадам ја како жртва да наспроти семејството. Подоцна се преселувате во стан од безбедносни причини. Подоцна се преселува во стан и мислам дека после 2 години прв пат преспав така вечер која што е респектабилна за еден човек нормален. Ви благодарам. Многу работи ексклузивно, односно најголем дел работи ексклузивно се кажани. После 15 години Македонија и македонската публика има право да знае вистината. Јас ви благодарам што одбравте во емисијата во Центар е најголем дел на овие работи. Повеќе од 80% се ексклузивни работи, прв пат слушнати. Значи на сосема друга слика македонската јавност ќе створи и ќе направи за се оно што случуваше 2001 година. Ви благодарам на поканата и мислам дека ќе имаше да слушна. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Повелете, комшија. Повелете, комшија. Молам. Биокрилактив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од биокрилактив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрилактив, клинички испитан производ.
Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Do you feel like this? Do you really feel like this? Oh, I feel love right now. Can you feel like this? Can you really feel like this? Oh, 'cause I can. Vinajko German Lemonade. Ова беше емисијата во Центар. Јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи. Ви вечерва можете да го проследите вториот дел на нашето интервју со десната рака на Борис Трајковски и господинот Златко Кецковски. Е се гледаме идниот понеделник во истото ова време. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.